Криминалот Македонија ги заостри казните за педофилите, креиран беше и јавен регистар, а се воведе и можноста за хемиска кастрација. Колку овие мерки даваат резултат во дневникот, анализата ќе ја направи Мирјана Давидовска. Ми прочитав деновиве дека во Македонија ќе се гради посебен затвор за педофили. Има ли вистина во овие најави? Саци од управата за извршување на санкции вела дека не размислуваат за изградба на една ваква посебна установа во која што ќе бидат сместени само оваа категорија на осуденици. Отаму информираат дека од аспект на организацијата и постапувањето, односно третманот со овие лица, се размислува за некои конкретни решенија со кои што ќе се подобри целокупното функционирање на затворите. Тоа можеби значи дека во иднина ќе се формираат посебни оделенија во казнено-поправните домови во кои што ќе бидат сместени осудениците, односно педофилите кои што се осудени за ова кривично дело. Ова е случај и во Америка, пракса и во повеќе европски земји. Во овие вести разговараме со директорот на првата детска амбасада Меѓаши, господинот Драги Змијанац. Хемиска кастрација помина на собрание. Што значи тоа? Дали веќе го имаме првиот случај кој што педофил е подлежен на хемиска кастрација? Се уште во Македонија, иако измените и дополните на кривичниот закон се донесени, на силно наше залагање и лобирање, собранието го кажа, претениците го кажа последниот збор, сега недостасува негово спроведување и имплементација. Немаме таков случај, тој треба да се спроведе. Наше залагање е да почне да се спроведе уште додека педофилите, сексуалните злосторници се во затвор, затоа што светските искуства говорат дека во 70% случаеви, доколку се почне со психијатриски третман и медицинска, односно хемиска кастрација на време, не по излегувањето на време, тогаш се намалува само на 5% рецидивизмот. Ние сме многу рестриктивни во овој дел, ако има рецидивизам, бараме доживотна казна затвор. Значи, измени направивме. Зголемени се минималните казни, воведена е хемиската кастрација, има дури судијата можности да досуди доживотна казна затвор ако е делото сторено на посебно грозоморен начин, и имаме централен регистар. Она што недостасува сега имплементација, не на доброволна основа, тоа треба да биде задолжително, затоа што едноставно педофилот кој е на слобода во 70% го повторува случајот, не може да го контролира нагонот или бидото, и не смееме да дозволиме да бидеме соучесници, да дадеме можност на педофилот да има уште едно дете следно жртва. Она што мислам дека недостасува како следни 3 чекори Македонија да иде од целиот Балкански регион, веќе сме први. Еве веќе Србија не следи, сака и тие да ја воведат хемиската кастрација, се следните 3 чекори за поголема превенција. Тоа е прифатилиште за деца жртви на сексуална злоупотреба, доскренавање и инцест. Тоа значи да се прифатат во прифатилиште, а не да бидат дома таму каде што било силувано, злоставувано и занемарувано. Второ, што треба да се стори е носење на GPS алки. Полицијата мора секогаш на време да ги оттргне педофилите таму каде што децата другаруваат, спортуваат или учат. И третиот, мислам дека е многу важен момент, да нема застарување на сексуална злоупотреба, односно полон напад на дете под 14 години, да може секогаш да се реактивира ова и осумничениот да биде, ако се докаже вината, и осуден. Змијанац, има регистар на педофили, се предлага и регистар на кастрирани педофили. Што мислите вие за тоа? Регистарот на педофили има ефект затоа што граѓаните се информирани, знаат и можат да поголема превенција да посвета, затоа што покажува дека репресивните мерки, покрај тоа што се зголемени казните, се уште имаме патологијата е во пораст и се уште имаме злоставување, силување на деца. Тоа значи родителите, за да бидат помобилни, морат да знаат кој во неговото соседство живее. Институциите каде што децата престојуваат, дали се тоа градинки или училишта, мора да имаат увид на педофили. Таму има сигурносни служби кои можат да забранат влез на било кој педофил и едноставно има ефект. Каков ефект ќе има со кастрирани педофили во објавување во Централниот регистар, не можам да предвидам, но во секој случај Централниот регистар е една добра превентивна мерка. Како стојат бројките, односно дали имаме зголемување на бројот на деца жртви на сексуално насилие? Тоа се движи во просек. Светските податоци говорат секое 5-то девојче и секое 7-мо момче барем еднаш во животот било сексуално злоставувано или занемарувано или вознемирувано. Значи податоците се тие. Она што ние го знаеме е официјална бројка. Неофицијалната бројка за ваков тип на силувања, злоставувања е секогаш 1:10. Така да тие случаи кои
во јавноста ние ги евидентираме се само една мала бројка деца, родители кои имале храброст да пријават. Верувајте дека ова е голема траума, остава доживотен печат и многу деца, бидејќи 70% на децата педофилите им се познати од страв, страм, што ќе се случи, молчат, бидејќи најчесто се тоа нивни пријатели, познаници, роднини, во некој случај и родители. Вие сте доста запознати со оваа тема, јас само накратко ви бе прашала кој е вашиот став, дали треба да има посебни оделенија во казнено-поправните домови за педофили? Ако тоа влијае да нема рецидивизам, навистина да има сигурен третман со нив и дека тие нема да го повторат делото, да, но ја не верувам дека ќе помогне во тоа. Ви благодарам за гостувањето во овој дневник, цацик доколку има прашања повеќе. Навистина се стравични и овие бројки кои ги презентираше господинот Змијанац.